Со помош на интравенска тромболиза, високоспециализирана и животоспасувачка интервенција за акутен третман на мозочен удар, која што за прв пат се употребува во Прилеп, спасен е животот на млад 29 годишен пациент. Процедурата ја реализираше доктор Петар Кузмановски заедно со медицински тим од болницата. Се дава лек интравенски преку инфузија која што тече 1 час, а пациентот се мониторира за целото тоа време и следните 24 часа. Во овој случај младиот пациент се јави во првиот час, млад пациент со јасни знаци за мозочен удар и имавме сите критериуми и временски и клинички за да можеме да ја направиме самата интервенција. Секако ова не е успех само личен и успех на одделението, туку е успех на самата болница, затоа што ова е голема организација, иако ова е метода која што се прави од 2015 година во Македонија и е направена во неколку центри во државата, моментално како рутински, како редовно се прави само во Скопје. Така да ние сме горди што можеме да почнеме да кажеме дека и во овој регион ќе се дава редовно и можат пациентите да бидат услужени со ваква метода. Оваа метода може да се примени и ефективна само во првите 4 часа од добивањето на ударот. Токму затоа, сето ова да биде успешно, пациентите треба навремено да ги сетат знаците на ударот и веднаш да се пријават на лекар, а не да чекаат самото тоа да помине од себе, како што често се случува. Секој пациент кој што ќе почувствува дека одедната страна на тело или не може да ја движи, или почувствува намалување на осет, веднаш да се јави на лекар, за да можеме навремено да го третираме. После тие 4 часа, лекот нема да го постигне своето дејство, затоа што веќе оштетувањето на мозокот е направено и затоа ние како невролози кажуваме дека секоја минута губиме по 19 милиони неврони. Така да се ни е важно и секоја минута и секоја секунда. Старењето, задебелувањето на крвните садови, високиот крвен притисок, генетските предиспозиции се само дел од факторите за добивање на мозочен удар. Токму затоа се потребни здрав начин на живот, здрава исхрана, намалување на цигарите и алкохолот, а потребни се исто така и физички активности.